Максим Димитриевски останува градоначалник на општина Куманово, но на овие локални избори како независен кандидат од граѓанската иницијатива за наше Куманово. Државната изборна комисија објави дека Димитриевски освоил 6119 гласови повеќе од против кандидатот Оливер Илиевски. За староновиот градоначалник гласале 55,30% од гласачите или вкупно освоил 25.587 гласови. Димитриевски вчера вечер прогласи победа на градскиот плоштад заедно со своите поддржувачи. Пред кумановци вети дека сето тоа што било кажано во кампањата ќе биде реализирано бидејќи станува збор за остварливи проекти, нагласувајќи дека победиле граѓаните на Куманово. Да се заблагодарам за секој еден добиен глас. Тоа е обврска повеќе за сите нас да работиме уште повеќе за нашиот град. Во оваа кампања, како што вели еден од моите луѓе од кабинетот, успеавме да победиме со еден лаптоп, со еден фотоапарат и со многу голема граѓанска поддршка. Сакаме заедно од граѓаните и со граѓаните да продолжиме да работиме за нашиот град. 30 години се игра пинг-понг со граѓаните и народот на нашата држава. Од Куманово отпочнале големи општествени промени во минатото и ние таа навика на нашите предци ќе ја задржиме и заедно со граѓаните ќе продолжиме натаму. Да го градиме Куманово како поубаво место за живење и да ја вратиме демократијата и во политичките субјекти и во државата. Во Куманово победивме со гласовите на граѓаните на Куманово. Не ги делиме граѓаните на лево и десно и кој на која политичка партија, етничка или верска заедница припаѓа. Кумановци се кумановци и не може да бидат друго. Јас сум благодарен на сите политички субјекти кои што отворено дадоа поддршка на нашиот концепт. Граѓанскиот концепт за наше Куманово е еден позитивен пример не само во Куманово, туку и во Македонија, дека ние како граѓани сме должни да одлучуваме и можеме заедно да продолжиме да одлучуваме за судбината на државата. Јас можам само да кажам, како убеден социјалдемократ, дека таа партија во минатото беше државотворна. За жал, поединци кои што дојдоа на истурени позиции ја доведоа до оваа дереже. Пред одреден временски период добивме огромна поддршка од граѓаните. Во првиот круг добивме жолт картон, но не се сватија пораките, се продолжи исто. Никогаш повеќе во државата не може да се дозволи да системот и државата оди против волјата на граѓаните. Кандидатот на СДСМ и коалицијата Илиевски според ДИК ја добил поддршката од 42,07% од гласачкото тело, односно освоил 19.468 гласови. Илиевски синоќа му ја честиташе победата на против кандидатот. Тој објави дека разликата во гласови е околу 6.000 во корист на Димитриевски. Најпрвен би сакал да се заблагодарам на сите граѓани на Куманово, денеска што излегоа на гласачките места и што изборниот процес помина во фер и демократски избори. Сакам да ве информирам дека СДСМ и коалицијата има освоено 19.470 гласа, додека независниот кандидат заедно со ВМРО, ДПМН и коалицијата има освоено 25.470, околу 5.900 гласа разлика. Во овој момент сакам да им честитам на победниците и да им порачам Куманово да го управуваат добро, да прават инвестиции и нашата програма им стои на располагање. Ако одиме по коалицијата која имаат со ВМРО, ДПМН и Алијанса и Алтернатива, ќе имаат 17 советника, што е мнозинство во Советот, но тоа сепак ќе остане тие да си ги договараат внатре коалициите.
Димитриевски се бореше да остане на градоначалничкото место како независен кандидат, откако не ја доби довербата на партијата за кандидатура за уште еден мандат. По првиот круг на 17 октомври, тој влезе во вториот круг со предност од само 22 гласа повеќе во однос на Илиевски. Излезноста на вчерашните избори во Куманово изнесува 49,23%, односно своето право на глас го оствариле 46.273 гласачи на 167 избирачки места.